Во последното видео од овој серијал ја опишував фазата на системот која допира до мигот кој моментално го живееме. Капитализмот, слободниот пазар и демократијата делуваат изморени. Делуваат спремни за генерален ремонт. Во ова видео ќе ви опишам состојбата на сите сегменти на системот кои се значајни за неговото функционирање, за да потоа ви дадам проекција како тој систем планира да се трансформира во годините непосредно пред нас. Со изненадното никнување на сумерската цивилизација, на земјата почнуваат да коегзистираат два типа на човечки заедници. Едната се тие заедници на ловци кои живееле на сличен начин како домородното американско население пред појавата на европејците, додека другата се заедниците кои живееле во градови кои имале организиран начин на живот. Првите живееле во мали племенски заедници и скоро без никаква социјална стратификација. Вторите знаеме дека биле строго организирани општества со јасна хиерархија и живот организиран во сите сфери – политички, економски, војни и религиозни. Постоењето на овие институции произлегуваат од новината што во себе ја носат овие цивилизации, а тоа е институцијата на храмот. Овој храм не треба да го замислуваме во денешна смисла како место за религиозно собирање и молитва, туку како место каде функционира елитата на општеството која од таа институција спроведува надзор и контрола на сите аспекти на секојдневниот живот. Ако ја земеме структурата на било кој општество од антиката, без разлика дали тоа е Сумер, Вавилон, Египет, јасно можеме да видиме три главни слоеви во општествената скала. Најдолу секогаш ги имаме робовите. Тие се најбројни и во тие општества тие биле на ниво на животни што зборуваат. Погоре е аристократијата, која ги уредува и контролира сите аспекти на животот, економија, војска, администрација и така натаму. Највисоко ја имаме институцијата на храмот, каде што обично го имаме врховниот свештеник крал, кој владее како инкарниран бог. Нагласувам уште еднаш. Храмот овде ги обединува сите аспекти на животот, не само религиозниот како што тоа е обичај во денешно време. Затоа, од Бога дадено право за владење имам зборувано и порано. Овде, во зората на модерната цивилизација, тоа било нормално и општо прифатена работа. Овие цивилизации никнуваат од нигде, нагло и невообичаено, а сепак се цивилизации со организиран начин на живот и научни знаења кои ден денес запрепастуваат. Фактот дека владетелите на овие први цивилизации се сметале за инкарнирани богови би можеле да го обработуваме во едно посебно видео, затоа што материјалот е обемен. Овде го спомнувам затоа што тој концепт на Божја делегираност на елитите за владење постои и ден денешен. Потеклото и развојот на овој систем го обработив во претходните 3 видеа на оваа тема. Бидејќи мораме да го разбереме актуелниот миг, што го живееме сега, би сакал да го разберете ова. Разликата во владењето пред 6000 години и сега е што тогаш цивилизацијата, колку и да била напредна, била од локален карактер. Поголемиот дел од планетата бил неосвоен и слободен за спокоен живот на домородното население. Денес, таа иста робовладетелска цивилизација ја подразбира целата планета. Така доаѓаме до денешниот миг, декември во таа кобна 2020 година. Институцијата на храмот што ја споменав претходно, низ вековите се има разложено на редица институции. Состојбата со тие институции денес најлесно ќе ни илустрира фазата во која системот има намера да влезе во блиска иднина. Политичкиот систем кој го познаваме под името демократија се тетерави. Годинава, најсилната демократија која сите нас не учеше на тој систем, мака мачи со спроведувањето на избори. Во остатокот од светот кој го практикува системот на представничка демократија, работите се уште полоши. Очигледно е дека постои тенденција да се прикаже системот на слободни избори како неефикасен, со тоа што ќе се укаже на некомпетентноста и корумпираноста на избраните функционери. Онака како што е поставен системот, во повеќето случаи ова е точно. Повеќето политичари се некомпетентни и корумпирани. Наместо да се работи на унапредување на системот, во кој би се избегнале ваквите недостатоци на демократскиот систем, намерата е негова комплетна замена. Замената би требало да бидат технократи, луѓе со тесна стручност кои би спроведувале мерки засновани на своето знаење и компетенција.
Она што е опасно овде е дека нивната одговорност би била кон оние што ги имаат поставено на овие позиции, а не како сега кон оној што ги има изберено, тоест парламентот, а преку парламентот народот. Не. Технократите ќе одговараат на оние над нив на вертикалата, дека народот си се враќа на старото добро место, односно бивањето поданик. За да не биде ова неосновано зборување, ќе ве потсетам на два експерименти направени за да се провери функционалноста на еден ваков систем. Во 2011 година, во Грција, Лукас Пападемос дојде како технократ да ја спаси Грција од должничката криза, заменувајќи го легално избраниот Џорџ Андреас Папандреу. Во истата година, во Италија, Марио Монти го замени Силвио Берлускони. Нормално, за мерките и одлуките спроведени од владите на Пападемос и Монти, народот на Грција и на Италија не беше консултиран на никаков начин. Заклучок, системот кон кој се стреми западната демократија е технократија. А пример за добро спроведен технократски систем е несомнено Кина. Регрутирањето на кадри кои би раководеле со земјите и организациите ширум светот се прави од редовите на најмокните економски и финансиски институции, оние во кои лежи иднината на капиталистичкиот економски систем. Слободниот пазар е мит. Ресурсите на планетава и нивното искористување се запоседнати во огромни мултинационални корпорации, кои уништуваат се пред себе што значи мал или среден бизнис, семејна фирма или поединец кој остварува некаква економска активност. Ако бизнисот е добар, неминовно се кооптира во поголем мултинационален концерн. Типичен пример е приватизирањето на националните телекоми ширум светот, па и кај нас. Ако бизнисот не е вносен, едноставно конкуренцијата од големите играчи придонесува за нивно природно пропаѓање. А слободниот пазар? Па слободни сме да избереме Кока-кола или Пепси, зарем не? Финансискиот систем е приказна за себе. Огромното печатење на фиат валута, тема која обработував во посебно видео, придонесува за се позабрзано осиромашување на целокупното население, за заложување на поедините држави и претерано богатање на претходно споменатите корпорации. Нема соодветен обрат на производи и услуги кој може да го оправда огромното вбризгување на валута во системот. А има индиции дека најголемите банки низ светот се практично банкротирани. Очигледно, и финансискиот систем е зрел за генерален ремонт, односно комплетно заменување на парадигмата. Намерата е комплетно исфрлање на хартиените пари до потреба, додека новите дигитални валути ќе бидат уште помоќно средство за контрола, заради фактот што заработката на истите ќе се поврзе со задоволување на одреден тип на социјално однесување, послушност кон системот, јаглероден отпечаток, медицинско досие и слично. Исто е многу веројатно дека ваквата валута ќе има и рок на траење, што ќе оневозможи нејзино штедење. Со тоа, потребата секој месец да се слугува за предвидената порција валута ќе биде неминовен. Технологијата што ја употребуваме и која од ден во ден станува се помоќна, пред се она што се нарекува the Internet of the Things, односно паметните технологии, придонесуваат за спроведување на овој систем. Но, сепак постојат доволно многу поединци кои таквите технологии ги прифаќаат во неопходниот минимум и самата трансформација како да оди бавно. За забрзување и за конечното трансформирање на системот, на владетелите оценка им требаше некаков изговор. Во оваа 2020 година знаеме дека тој изговор се вика COVID-19. Наметнувањето на тезата дека политичарите не се стручни да донесуваат одлуки за справување со пандемијата придонесе за делегирање на извршна моќ во рацете на медицински технократи, комисии, кризни штабови и слично, каде струката за прв пат во историјата, наместо медицински мерки, наметна серија полициско-диктаторски мерки, како што реков претходно. Технократите наметнуваат одлуки, а не полагаат одговорност кон народот. Под изговорот на јавното здравје се одземаат слободи, се наметнуваат серија на мерки кои символизираат подчинетост кон системот,
како носењето маски секогаш и насекаде. Технократијата вришти, додека корпорациите тријат раце од пропагањето на малите бизниси, парче од пазарот кој целосно оди кај нив. Дури и воведувањето на дигитална валута се совпаѓа со апсурдното тврдење дека вирусот се пренесува преку хартиените пари. Како никогаш досега, вакцините се појавија на сцена во период помало од една година. Преседан кој исто така се надоврзува на идеите да ова вакцинирање биде задолжително, односно уценувањето оди со создавањето на така наречениот имунолошки пасош. Овој пасош нема да биде потребен само за поминување граница, туку и за користење јавен превоз, купување намирници и на крајот на краиштата за остварувањето на правото на работа. Овде не е крајот. Истите луѓе што стојат зад индустријата на вакцини, стојат и зад проектот за дигитален идентитет, кој комбиниран со имунолошкиот пасош и безготовинската банкарска сметка, треба да биде соединет со единствениот биометриски имплант. Имплант кој ќе биде единственото нешто преку кое системот не препознава и прифаќа, но пред се контролира. Ако конечно дозволиме да се случи ова, носењето маски ќе биде само неопходниот минимум за век и веков, зашто нашето лице ќе престане да биде нашиот идентитет. Овој пат имаме шанса да делуваме пред да е предоцна. Овој пат човештвото има шанса да си ја задржи човечноста. Јас сум Тацунчу, драги пријатели. Секој е добро.